на Европската Унија. Подготвени сме за диалог, но со вклученост на ЕУ како посредник, порача Мицковски, додавајќи дека неприфатливо е да се поставуваат нови услови кои не се дел од преговарачката рамка. За посетата и пораките известува Даниел Василев. Даниел, што може да се извлече како клучна порака и заклучок? Добар ден, Цаци. Морам да кажам дека без малку 2 часа траеше средбата помеѓу премиерот Христијан Мицкоски и првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта, што практично го пролонгираше целиот протокол во текот на денешниот ден и практично доцнеше и пресконференцијата. Пресконференција на која председателот на Европскиот совет порача дека нема план Б за европската интеграција на Македонија и ние ќе мораме да ги исполниме оние обврски преземени со преговарачката рамка. Од друга страна, премиерот Мицкоски вели дека за Македонија е неприфатливо да се вметнат бугарите во уставот, без при тоа да имаме гаранции, без при тоа да имаме добра волја од бугарска страна. Исто така тој рече дека е можна средба со неговиот бугарски колега, меѓутоа само со посредство на Европската Унија. Сите детали се подготвени да ги погледнеме во продолжение. Јасно е дека она што е договорено и немаме веќе за што друго да се договараме. Јасна порака од председателот на Европскиот совет по двочасовната средба Мицкоски Кошта. Европската Унија нема план Б за европската интеграција на Македонија и државата мора да ги исполни обврските од преговарачката рамка, односно да ги вметне бугарите во уставот. Сепак, Кошта вели дека има разбирање за се што досега направи Македонија и иднината на државата е во Унијата. Овој процес се одвиваше на вистина премногу време. И сега е време да се испорачаат резултати. Според првиот човек на Европскиот совет, државата мора да продолжи да движи во две димензии. Се работи за конкретни резултати за Северна Македонија и за граѓаните на Северна Македонија. Токму затоа реформската агенда е многу важна, планот за раст е мощно важен и треба да ги конкретизираме инвестициите како коридор 8, модернизирањето на коридор 10. Тие ќе дадат конкретни резултати за вашата земја и за вашите граѓани. Истовремено, треба да се надмине овој процес на пристапување, а за тоа неопходно е да се спроведат одредени реформи, но исто така и да се испорача она што беше договорено во 2022 година. За премиерот, преговарачката рамка е грешка на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Уставни измени без гаранции се неприфатливи за владата. Мицкоски вели, немаме проблем во него да се вметнат било кои националности, но во конкретниот случај со Бугарија, Мицкоски не гледа фидбек од другата страна. Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и испорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента. Прашан зошто не побара средба со својот бугарски колега сега, кога Бугарија веќе има политичка влада, Мицкоски рече дека досега двете влади оствариле средби и на министерско ниво, но и председателите на двете држави имале неколку средби. Нова средба е можна, но со посредство на ЕУ. Јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачаат. Интегрирањето подразбира вредности, а вредностите подразбираат консензус и двонасочна улица. По средбата со Мицкоски, Кошта се сретна и со председателката Силјановска-Давкова. Како дел од балканската турнеја, предходно беше во Белград и Сараево. Од Скопје, Кошта продолжува во Тирана, каде му се придружува и Мицкоски. Даниел Василев, Сител телевизија. Даниел, имаме ли информации што е на агендата на Мицкоски во Тирана?
Саци Мицковски оди во Тирана на покана на албанскиот претседател Еди Рама, каде што вечерва ќе биде организирана вечера на лидерите на државите од Западен Балкан, а за утре е планиран самит на Европската политичка заедница. Инаку оваа Европска политичка заедница е иницијатива која што постои веќе 3 години и за која се организирани неколку самити. Инаку според последната објава на премиерот, за утре се очекува тој да се сретне и со првиот министер на Обединетото кралство Кир Стармер, за кој вели дека посредбата очекува добри вести за Македонија.